Добар ден и добре дојдовте во најновата Телма амбуланта. Денешното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Аџибадем Систина. Ракот на дојка е меѓу најчестите малигни заболувања кај жените, но и покрај тоа често се дијагностицира во понапредна фаза. Колкава е улогата на генетиката и генските мутации како BRCA1 и BRCA2 во развојот на болеста? Дали поголемиот дел од карциномите на дојка се хормон зависни? И што значи тоа за изборот на терапија? Има ли потреба секоја пациентка со рак на дојка да прима хемотерапија или третманот се индивидуализира според типот и стадиумот на болеста? За сето ова денеска разговараме со доктор Даниела Поповска, специјалист по онкологија и радиотерапија во клиничката болница Аџибадем Систина. Останете на Телма, а во текот на емисијата поставете и ваше прашање во програма. За ракот на дојка во денешната Телма амбуланта зборуваме со доктор Даниела Поповска, специјалист по онкологија и радиотерапија во клиничката болница Аџибадем Систина. Докторке, добре ни дојдовте во студиото на Телма и добар ден. Ви благодарам на поканата. За жал, ракот на дојка е меѓу најчестите малигни заболувања кај жените и бројот постојано на нови пациенти расте. Колку често се соочувате со изјава на пациентките дека никој во семејството немал таква дијагноза и дека сепак им се случило тоа? Ракот на дојка е најчесто заболување. Не едно од најчестите, најчесто заболување кај жените. А второ, по смртност заболување, малигно заболување. Многу често се случува, нели ние секогаш почнуваме со пациентите прво со анамнестички податоци, кога ќе се јави еден пациент во амбуланта на преглед, започнуваме што се случило, кои се податоци, начинот на живот на пациентката и да, нели, сакајќи да ги дознаеме ризик факторите и кои се симптомите и која е генетската основа, дали пациентката има никаква генетска основа што би ме натерало нас да правиме дополнителни испитувања или пак нели да размислуваме некако поинаку во однос на стратегиите на третман. Значи генетската оптовареност, да речам, или генетските мутации се ретки. Односно се 10 до 15% и 10 до 15% отпаѓа на наследноста, односно на генетската малформација или наследните генетски мутации. Се останато е стекнато, односно исто така може да има мутации, меѓутоа кои што ќе се стекнати во текот на животот, значи стекнати информации за промена во клетките кои што ќе доведат до малигна алтерација. Меѓутоа, на кои пациентки ние прво помислуваме дека може би имаат некаква генетска поврзаност, односно наследност во како делот компонентите кои што би довеле, да речеме, до канцерогенеза или до канцер, млади пациентки, особено под 40 години, пациентки кои што имаат тројно негативен карцином, иако може да биде и кај хормопозитивниот, меѓутоа она е што веднаш не насочува дека треба и на тоа да помислуваме и секако сите оние пациентки што ќе дадат податок дека имаат во семејството мајка, тетка, сестра, значи брат, односно некој од семејството кој што се справувал и има карцином на дојка или пак да речеме и карцином на овариуми, затоа што спомнавте во најавата, едни од најчестите се BRCA1 и BRCA2 мутации кои што се асоцирани со зголемен ризик за појава на карцином на дојка и на карцином на јајници. Меѓутоа не се само тие гени. Постојат повеќе гени кои што може да го зголемат ризикот од канцер на дојка. Тие се најчестите, меѓутоа постојат и PALB, CHEK, ATM, TP53, значи BART мутации, кои што ние кога ги испитуваме, ги калкулираме и нив, затоа што може да ни сменат во стратегијата понекогаш на третман, операција, дури или пак начин на скрининг, односно следење на тие пациентки. Доколку кај некоја жена се јави карцином на дојка, во кој што основата е генетиката, дали во семејството сите членови ќе треба да направат генетско испитување?
Какви се препораките? Вака, значи, постојат препораки за генетско тестирање. Ние ги следиме ЕСМО препораките на Европското здружение за онкологија или на Американското здружение за онкологија, меѓутоа, кој ќе ги сумираме, тоа се сведува на исто. Значи, препораките за генетско тестирање, за наследност, значи, во однос на канцерогенезата или добивањето на канцер, е кај млади пациентки со тројно негативен, кај сите пациентки практично со тројно негативен карцином на дојка, сите пациентки со карцином на дојка 60 години и помалку и сите мажи кои што се диагностицирани со карцином на дојка. Меѓутоа, сето тоа ние мора да го адаптираме и да го ставиме персонализирано. Повторно одредуваме кај секоја пациентка ризик факторот, кој што е исто така дополнително оптоварување. Не зборувам само на следноста и генетиката, туку и во однос на начинот на живот, во однос на густината на дојката, како еден многу битен фактор, исто така во канцерогенезата, односно во ризикот за добивање на рак. Што тоа значи? Доколку некој е носител на овие мутации, не значи со сигурност дека ќе развие болест? Точно така. Значи, сите носителите на наследни мутации во брака 1 или во брака 2 генот, оние што најчесто ги споменуваме, не значи дека ќе се разболат од канцер на дојка или на јајници. Значи само дека имаат повеќе во однос, да речам, брака 1, носителите на брака 1 мутации имаат 50 до 60% животен ризик, значи ризик во текот на животот да добијат рак на дојка. Што значи тоа? Од 10, еве вака да поедноставам, од 10 жени кои што се носители на рак на дојка, 6 сигурно би се разболеле од рак на дојка. Значи, носителството го зголемува ризикот, меѓутоа тој ризик не е 100%. Значи, сепак додаваме и многу други ризик фактори, како Ајде да ги разгледаме. Еве, начин на живот. Исхрана, стрес, дебелината е ризик фактор? Да, дебелината е ризик фактор. Ризик фактор за секој тип на канцер, вклучително и за канцер на дојка. Ризик фактори како најчесто ние кои се оние кои што ги знаеме и ги прифаќаме како такви, значи жени кои што се долг временски период во животот изложени на естрогени промени и влијание. Како тоа би го објасниле? Ако имале рана менарха, значи прва менструација на многу рана возраст, а менопауза на многу подоцна возраст, значи имаат еден подолг период во животот кога се изложени на хормонски промени, нели месечни, циклични хормонски промени. Друг ризик фактор, исто освен дебелината, неактивноста, стресот, исто така велиме жени кои што порано раѓаат и кои што дојат имаат намален ризик, повторно асоцирано со естрогеното влијание, односно изложеноста на хормоните и хормонските промени. Еден од ризик факторите кои што се препознаени се и редовната употреба на алкохол. Значи, секојдневна редовна употреба на алкохол го зголемува ризикот од карцином на дојка. Пушењето исто така може да биде асоцирано со ризикот појава на карцином на дојка. Меѓутоа, знаете, 50% од жените немаат никакви ризик фактори, а сепак имаат диагноза на канцер на дојка. А дали возраста е ризик фактор? За секој тип на канцер, возраста е ризик фактор, односно, за најчесто за повеќето да речам, затоа што поврзано е со годините, како старее нашиот организам, стареат клетките и така на тој начин добиваме стекнати мутации или информации за да се појави канцер. Порано беше и се уште важи дека најчеста возраст за појава на рак на дојка е околу 60-та година, меѓутоа инциденцата и на многу млади пациентки и под 40-та во цел свет се зголемува, вклучително и во Македонија. Тука не сме добри, затоа што ги подценуваме младите пациентки кои што може да добијат карцином на дојка, не го адаптираме правилно ризикот и тие не се вклучени во
скринингот. Значи може и млада, здрава жена што правилно се храни, што е физички активна, вежба, сепак да добие рак на дојка. Така се среќавате се почесто со млади пациентки? Најголемиот дел од пациентките кои што во моментот ги третирам се многу млади пациентки. Што значи многу млади? Многу, 30 години, 35 години, 38, 40 години, тоа се сепак многу млади пациентки. Обично во која фаза на болеста се открива? Дали најчесто напипуваат грудча на дојката или пак болеста се открива уште пред да се манифестира некаква промена на дојката? Разликата е вака, кога постои правилен скрининг и добар скрининг и добро посетен скрининг, тогаш многу почесто се детектира ракот на дојка во ран стадиум, кога многу помалку е потребно ние да додаваме во однос на начинот на третман. Меѓутоа во Македонија се уште не е соодветен скринингот на дојка во однос на и на посетеноста. Значи јас колку што се сеќавам податоците последни што ги имам добиено е дека само 40% од пациентите кои што се закажани одат на скрининг на дојка, тоа е многу малку. Заради тоа практично и добиваме подоцнежна дијагноза. Многу често пациентките се во трет стадиум и да речам трети стадиум веќе со позитивна нодална болест, односно жлезди, каде што веќе многу повеќе ние како онколози треба да додаваме во однос на начините на третман, треба да се додава хемо, можеби некаде биолошка терапија и сето тоа исто така влијае не само на третманот, туку стадиумот влијае и на прогнозата кај пациентките. Споменавте жлези, тоа значи дека болеста се фаќа во фаза кога веќе се зафатени лимфните Многу често во Македонија, да, повторно ќе кажам, заради тоа што скринингот е се уште на некакво почетно и недоволно ниво. Да, трет стадиум значи дека веќе има нодална позитивна болест, односно дека има позитивни жлезди во пазувата кои што се зафатени со малигната болест, односно со малигни клетки. На какви симптоми најчесто се пожалиле жените кои што забележале некаква промена во дојката и потоа им била дијагностицирана најчестите симптоми се малигна болест? Палпабилна грудка, меѓутоа не секогаш мора да биде палпабилна, промена на кожата на дојката, промена во големината на дојката, кај некој може да се јави вовлекување на брадавката или некаков исцедок од брадавката. Некои пациенти даваат податок дека имаат болка или само чудно чувство како тегнење, како струја, како влечење, понекогаш може да имате палпабилна маса, односно промена и во пазувата. Значи, различни се симптомите, најчест симптом е палпабилната грудка во дојката или промените во брадавката, меѓутоа сепак зависно и од тоа сето зависи и од позицијата на туморот во градата, од големината на дојката кај жената. Колку често карциномот на дојка кај жената е хормон зависен? И што значи тоа? Најчесто карциномот на дојка кај жените најчесто е хормон зависен. Еве сега велиме кај жените и кај мажите може да има карцином на дојка, иако е многу поретка дијагноза, само 1%, меѓутоа и кај мажите најчесто е хормон позитивен карцином на дојка. Хормон позитивниот карцином е отприлика 70 до 80%. Што значи тоа? Значи дека имаме во туморските клетки детекција на позитивитет за естрогени, односно има естроген рецептори и прогестеронски рецептори. И најголемиот, најбитниот гласник кој што дал сигнал во телото да дојде до канцер клетки, односно карцином, е естрогениот сигнален пат, односно хормонскиот пат. Значи ке мажите исто така има рецептори за женски хормони, всушност за естроген. Да, и мажите и жените имаат, нормално нивото е различно, тоа не разликува полово едни од други, меѓутоа и кај мажите најчест е хормон позитивиот карцином на дојка. Исто како ова сега во однос на хормоните и жените имаат машки хормони, односно ниво на тестостерон. Исто како што мажите имаат естрогени, меѓутоа нивоата кај нас и во текот на нашиот живот со текот на возраста секако се разликуваат, меѓутоа и нивото во однос на нашата полова
диференцијација, односно дали сме мажи или жени. Сега споменавте тројно позитивен, што тоа значи, колку плюса ќе има? Тројно позитивен. Вака ќе кажам, ајде начелно општо прво да објаснам. Карциномот на дојка може да биде хормон позитивен. Добре. Може да биде само хер позитивен, хормон негативен. Она што го рековме тројно позитивен, односно да има и да искажува туморската клетка од канцерот на дојка и рецептори за хормони за естроген, прогестерон и за хер, или може да биде тројно негативен. Тројно негативен, ништо од сето ова? Да, ниедно од рецепторите, значи за естроген, за прогестерон или хер, не се искажани на туморската клетка и на тој начин тоа ни ја одредува биологијата на туморот, како туморот ќе се однесува, каква е прогнозата и каква терапија ние би требало да користиме. Токму од овие причини жените многу се плашат да примат хормонски терапии. Дали контрацептивната терапија ќе доведе до зголемен ризик за појава на ваков тип на карцином или пак заместителната терапија која што се зима во периодот на менопауза? Па и перименопауза. Значи прво најбитно нешто е секоја пациентка да гледа, секоја жена да гледаме индивидуално и да видиме, да ги процениме ризиците во однос на тоа колку има ризик за појава на карцином на дојка, да речеме. Што значи тоа? Не само во однос на начинот на живот, во однос на исхраната, во однос на генетиката, во однос на типот на дојката. Тоа е една од најважните работи за кои што многу ретко зборуваме, односно густината на дојката како ризик фактор, која што може да се види само ако се прави скрининг. И спрема тоа, секоја жена потоа би можело да се советува соодветно дали е добро или не да прима контрацептивна терапија. Контрацептивната терапија се реално и тоа се ниски дози кои што секоја жена, како што е советувана од гинеколог, би ги земале во однос на тоа колку што самиот организам продуцира, меѓутоа повторно би рекла адаптирано во однос на ризикот на секоја жена и секако советување со гинеколог, затоа што би требало гинеколозите да се оние кои што ја даваат хормон заместителната терапија како таква. Јас односно ние како онколози даваме ќе речеме хормонска, меѓутоа тоа е антихормонска терапија. Терапија која што треба да го намали нивото на хормони кај пациентки кои што имаат хормон позитивен карцином на дојка. Значи најчестен е хормон позитивниот карцином и потоа пациентката се става на терапија со која што ќе се намалат женските хормони, всушност ќе влезат во вештачка менопауза. Односно на што го реков претходно дека најглавниот пат за да настане туморот е естрогенскиот, односно естрогенскиот пат, со давање на таква терапија ние би го блокирале тој пат или тој сигнал и на тој начин ја лекуваме пациентката. Значи таа терапија што ја даваме, ја адаптираме спрема возраста на пациентката, зависно дали е пременопаузална, односно спрема нивото на хормони, или е во менопауза и на тој начин додаваме една или два модалитети на третман. Кај помладите пациентки, оние кои што се уште се во редовен менструален циклус и репродуктивен период, се додава зависно повторно од ризиците, од стадиумот на болеста, меѓутоа даваме и терапија која што делува на начин да ги блокира јајниците да работат кај жената и плюс додаваме и таблетарна терапија за да го намали дејството на естроген на ниво на клетка. Колку време ваква терапија може да прима жената? Повторно се базира на ризикот, односно зависно од стадиумот. Значи индивидуализиране пристапот не може да се зборува универзално. Онкологијата денеска треба да е индивидуализирана и е индивидуализирана. Значи никој пациент не е ист, за секој ние правиме план кој што вклучува и е зависен од различни фактори, возраст, дали има генетика или не, дали имала позитивни стадиумот, односно дали има големина на тумор, позитивни лимфни јазли, дали има останати некои битни параметри од патохистолошкиот наод, кои што нас не се многу битни во одлуката за третман и секако имунохистохемискиот профил, односно ова дали е хормон зависен, дали има хер позитивитет, дали
дали е тројно позитивен или е тројно негативен. Најчесто се дава 5 години, меѓутоа кај некои пациенти може 7, може и 10 години да се дава хормонската терапија. Дали е неопходно да се извади малигното ткиво од дојката, откако ќе се постави дијагноза? Ова ви е одлично прашање. Јас би можела многу да зборувам, меѓутоа ќе се обидам да бидам кратка, а пак да кажам она што е најбитно за пациентките. Најбитното од се е дека не треба да брзаат со одлуките за операција. Не секогаш прво треба да се извади малигното ткиво, односно туморот. Секој тумор би требало да во дојка, кој што е суспектен, би требало да се дијагностицира со кор биопсија. Не со тенкоиглена, и од таа кор биопсија... Зошто не со тенкоиглена? Мала дигресија. Кор биопсијата е стандард. Повеќе ткиво добиваме со кор биопсијата и повеќе испитувања можеме да направиме, односно добар имунохистохемиски профил. Поточни резултати. Така. И добар што значи добар имунохистохемиски профил, односно знаејќи дали е хормон позитивна, хормон негативна, односно тројно негативна или хер позитивна, нас ни влие во одлуката на третман. Во денешно време стандард е секаде во светот неоадјувантната хемотерапија, затоа што имаме податоци и знаеме, медицината и ние како онколози, дека се подобрува преживувањето и времето без болест кај тие пациентки кои што се хормон негативни или кои што се хер позитивни, а кои што претходно примале неоадјувантна терапија. Пред операцијата? Пред операцијата, да. Значи, тоа не е за сите пациентки, пак нас не зависи од големината на туморот и дали има жлезди под пазувата позитивни, клинички позитивни или докажани. Пак зависи кога откриена болест, дали во рана фаза или... Не треба да се носи одлука. Зашто го кажувам? Ова е скоро имав пациентка која што без имунохистохемија е оперирана, а која што е тројно негативна и која што би требало да примала претходно неоадјувантна терапија и имунотерапија, односно хемосоимунотерапија, па потоа да оди на операција. Така би и дале шанса за подобри резултати и подобра прогноза. Ќе дојдат многу често пациентите во Македонија, ќе се советуваат надвор, ама откако ќе се донесе одлуката, дека веќе откако е оперирана, ме прашаа зошто јас не сум примала претходно терапија. Јас на тоа прашање можам да одговорам дека заради тоа што не ни функционираат мултидисциплинарниот пристап и одлуките се носат индивидуално. Затоа, значи, и мојот совет до пациентките е да не избрзуваат. Карциномот на дојка не се случува преку ноќ. Да ти гледат што поскоро да го отстранат од своето тело. Да, стравот. Дури кога има можност за делумно отстранување на дојката, тие сакаат целосна мастектомија. Што не е во ред. И што сметам дека не е во ред стравот да го води третманот, односно стравот да ја води одлуката за третманот. Сметам дека треба да имаат правилни, односно да ги имаат сите информации. На крај сепак е одлука на пациентка што ќе направи со своето тело, меѓутоа треба да ги знае податоци, треба да ги знаат информациите кои што ние ги знаеме. Доколку се прими таа терапија што споменавте, кај одредена форма на карцином на дојка пред операција, што се случува? Се намалува? Така, има голема можност да се намали или целосно да исчезне туморот, а тоа повторно нас не влијае во прогнозата за понатаму, значи и во тоа колку третман треба да додаваме. Ако не се намали, значи зборувам конкретно кај тројно негативниот и кај HER2 позитивниот карцином. За хормон позитивниот приказната е сосема поинаква, меѓутоа и таму се дава неоадјувантна хемотерапија или дури и хормонска неоадјувантна. Пак ќе речам, се прави персонализиран третман за секоја пациентка. Не се ставаат пациентките во еден куп и не можеме да речеме дека за секоја една пациентка е ист третманот. Ќе ги вклучиме и гледачите. Почитувани од овој момент емисијата е контактна, слободно можете да го поставите прашање кое што е поврзано со темата на која што говориме. Кога зборуваме за хормон зависните тумори, односно карцином на дојка, дали пак таму со воведување на терапија која што ќе ги намали женските хормони, постои исто така шанса да се намали туморот? Да.
ако да речам, ако постои, се зборуваме, пациенти примаат хормонска терапија во адјувантен сетинг, што значи тоа веќе дека добиле некаков третман, да речеме оперативен или можеби хемотераписки, и потоа додаваме и хормонска терапија како адјувантна, дополнителна терапија која што ќе ја примаат по долг период. Хормонската терапија се дава и во метастатска болест, значи и тоа може во различни линии, во различен сетинг, и поентата во метастатската болест на давање на хормонска терапија е одложување на давањето на хемотерапија. Се очекува дека во одреден момент ќе настапи резистенција и ќе престане да делува хормонската терапија и тогаш ќе мора хемо, меѓутоа се додека ефикасна, ние само секвенционираме, даваме различни типови хормонска терапија. Имаме гледачи, ќе им дадеме предност да ги слушнеме нивните прашања. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Се јавувам од Битола. Христос воскресе. Вистина воскресе, за многу години празникот. На прво, ви посакувам се најубо, големи похвали за емисијата, за докторката, не само за ова, туку за сите што ги носите во емисијата, и да не должам да преминам на мојот проблем. Повелете. Рекол се јавувам од Битола. Оперирана сум пред 4 години, во јуни месец ќе направам 4 години. Десната града делумно ми е отстранета, не целосно. Добра. Дали се слушаме? Да, каде е десната града? Иако при почетокот на операцијата со докторот, му велам, докторе, јас нема да раѓам допрва, вадете се, да се исчисти. Многу убаво ве слушам и многу убаво објаснувате. Сега, пред да одам на операција, тоа беше фаза на корона. Така, добра. Не можев да одам во Скопје за последната биопсија да ја направам. Резултатот од Скопје беше во ред, но на крајот вели, даваме препорака со оглед на недоволниот материјал за да испитале нешто друго понатаму. Дали ме слушате? Значи не бил земен доволно материјал, ако ве разбрав. Не бил земен доволно материјал за да испитат уште нешто друго понатаму. Добро. И дават препорака да се отстрани масотки, ајде да речам јагарец, како народно го велиме, беше работата. Докторот ме оперира, му благодарам и него, супер сум досега. Сум на терапија моментално на Авомит, претходно исто беше овој Авомитот е замена за друго име, не ми текнува во моментот како се викаше лекот. Јас се осеќам моментално 90% супер, меѓутоа еве денешен ден, например, се осеќам тешко, од причини што исто од десната страна сум оперирана, десната рака од подлактицата ми е пукната, паднав трчајки така натаму да стигнам автобус. Сега денес ме боли цела рака, со се подлактица, со се шака, со се. Од страната каде што сте оперирана. Така, ви благодарам за вклучувањето. Јас се извинувам, ќе морам да ве прекинам во интерес на времето, бидејќи имаме и други гледачи и прашања кои што треба да следуваат во продолжение. Што можете да советувате и колку често им се јавуваат на пациентките проблеми со раката од страната каде што е отстраната дојката? Два аспекти, два совети кои што би ги сакала да ги дадам на пациентката. И прво, она што рече, не е целосно извадена дојката, така би требало. Во онкологијата денеска што помалку е повеќе, односно она што го спомнавме, него да објаснивме дека квадрант ресекцијата е подобра и отстранување на дела дојката е подобро. Поштедна операција. Поштедна операција, доколку нема генетски наследни ризик фактори, односно генетска мутација. Можеме подоцна да објасниме за тоа. Значи, пациентката рече дека е на хормонска терапија, тоа е летрозол, тоа што го напомена и што го разбрав, и рече дека паднала и ја скршила раката. Раката, сега овдека се работи за
за траума и пат, меѓутоа ризикот за фрактури кај пациенти кои што се на долготрајна хормонска терапија е поголем. Се јавува остеопороза. Така, се јавува точно така остеопороза заради тоа што нели ги намалуваме хормоните и на тој начин влијаеме на густината на коската. Така да пациентките кои што примаат антихормонска, нели ние ја велиме хормонска терапија, имаат зголемен ризик за остеопороза. И секогаш е потребно на почетокот на пациентките да направиме дензитометрија или дексаскен, да знаеме која ни е базичната состојба и како да го превенираме тој губиток на коскена маса, затоа што многу влие и понатаму во однос на можноста за развој на метастази во коски, да речем кај хормон позитивниот. Правилната стратегија е да влијаеме и на густината на коскеното ткиво и да го чуваме коскеното ткиво кај пациентки кои што се на долготрајна хормонска терапија. Потребно да земаат специјални лекови за тоа? Да. Потребно е да земаат секако D-витамин, калциум и К2, меѓутоа ако имаат базично наод за остеопороза или остеопенија, додаваме и бисфосфонатна терапија која што ја адаптираме спрема ризикот, повторно ќе речам, спрема стадиумот, спрема пациентката индивидуално, и таа се дава превентивно. Можеме да ја почнеме веднаш со хормонска, можеме и малку да почекаме па да ја дадеме малку подоцна кога очекуваме да се јават промени во коските, меѓутоа внимаваме и на тој аспект. Тоа е едната работа, а втората работа е во однос на тоа дека пациентите кои што се оперирани со радикална операција, како што се случува во Македонија, бидејќи имаат дисекција на пазувата, многу често се случува како компликација да имаат оток на раката или лимфедем, и ако е додадена радиотерапија, тој ризик се зголемува и освен што имаат нели болка заради фиброзата, многу чест проблем е лимфедемот, кој се уште не сме добри овде во третирањето на истиот и во последиците од истиот. Ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден за него. Добар ден. Во програма сте, повелете. Поздрав до водителката и докторката Даниела Поповска. Ви благодарам. Докторката беше моја докторка. Јас сум од Струмица Лазарова, ке се сете. Така. Значи, јас сум презадоволна докторката. Таква личност треба да има повеќе на онкологија. Значи, додека ми беше хемотерапијата, 8 хемотерапии, толку беше стреплива со нас. Ние доваѓавме со ливчење на пишање од дома, што прашање да поставаме од секојдневно, имаше проблеми нешто од хемотерапијата. Толку беше стреплива. Значи, немаше заморка и неја да ти објасне, да ти каже, да те охрабре, оти секи помине добро. Тоа на нас ни беше многу битно во тој момент. И ние не знаевме што да прашаме, и за нас беше ново тоа. Ново. Така е. Ама со такви доктори... Докторите треба да бидат и психолози истовремено. Да, со такви доктори, значи, многу полесно го минаме. Драго ми е што сте добро. Имаме едно прашање. Имате прашање, повелете. Јас од тога и поминав 5 години. Сега само контролите на колку време треба да ги праваме? На колку време? После 5 години треба се направат контроли. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Благодарам, поздрав. Поздрав и до вас. Повелете. Поздрав на пациентката. Ке речам секогаш, ние не сме само генерално и пациентите не се пациенти, тие се личности и ние мораме да ги гледаме од повеќе аспекти, значи ги вклучуваме сите аспекти во третманот, не е само онколошкиот третман, сме и психолози, сме и дел, веќе стануваме и пријатели или дел од семејство, затоа што сме вклучени еден долг период во животот на пациентите. Ако пациентката завршила со активниот третман во однос на хормонската терапија, следењето, односно повторно сега го следиме ризикот за појава од втори карцином на дојка, да речеме на контралатералната, и затоа ако едната е оперирана или пак ако има само дел, значи и тоа се состои во мамографија и ултрасаунд на дојка. Ултрасаундот се прави на секои 6 месеци, мамографијата се прави еднаш годишно.
повторно ќе речам, секогаш индивидуално правиме стратегија и во однос на ризик и во однос на возраста на пациентките. Ако пациентката е над 75 години, треба да се издискутира на колку време, можеби не толку често ќе ги прави тие прегледи, меѓутоа повторно ќе речам индивидуално. За пациентката, како што се сеќавам, се уште не треба да си продолжи на 6 месеци конкретно ехо на дојка и мамографија еднаш годишно. И тоа е се она што треба да го направи. Ајде да слушнеме уште едно прашање од гледач. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. До докторката за дојка. Јас правев биопсија во Скопје, имам праено, ми земаја биопсија од местото. Така. Од местото. Се слушаме, да? Да, ве слушаме одлично. И мене ми е пупката ми се повлече навнатре. Болки немам никакви, со само преглед вака се пипав и матичната ме пикаше, немам ништо. Меѓутоа, ради пупката што се повлече, ме пуште во Скопје да одам да земам биопсија. Ми земаше докторот и вика дека масно ткиво е, не е страшно, да правам само контроли на една година. Се снимав и на апаратот за снимање. Така, мамографија имате направено? Мамографија ми направија и таа биопсијата што беше во Скопје, што ми земаја од местото. Тоа било масно ткиво, ама јас во меѓувреме понекогаш осеќам кај раката, вака како кон мишката, да ме боцка, како да ми лази нешто, ама не стално така, понекогаш. Така, чувствувате некакви сензации, тоа ве загрижува? Да. Така, прашањето претпоставуваме што да направите понатаму, дали има потреба од дополнителни испитувања? Така. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Што би советувале? Значи, вака сега, доколку има направена мамографија, најбитното, ќе го поврзам со она што реков, густината на дојката. На мамографијата би требало да пишува каква е густината на дојката. Ако е напишано дека густината на дојката кога оваа пациентка е 3 или 4, односно густа или многу густа дојка, мамографијата не е доволна. И може нешто што го има и постои да не се види на мамографијата, дури и на ултрасаундот. Значи, во такви случаи, освен мамографија ехо, се препорачува дополнително или 3D мамографија, контрастна мамографија, или во Македонија, бидејќи овие процедури, односно контрастната мамографија не е достапна, 3D се прави многу малку и ретко. Исто така препорачана е магнетната резонанса на дојката. Значи, доколку е густо ткивото на дојката, многу е тешко да се издиагностицира и да се пронајде промената во дојката. Тука може да се превиди постоечка лезија. Густата дојка значи дека мамографијата ќе преклопи. Тоа е само во 2 димензии слика, која што заради густината имаме преклопување и несоодветен приказ на целата дојка. За да се избегнат тие, да речам, можни преклопувања, некоја маса да се види, да се замени со густото ткиво на дојката, треба да се направи метод кој што е 3D. Како што е 3D мамографијата, ќе речам, односно или магнетот на дојка, кој што многу подобро ќе ги прикаже сите структури во дојката. Докторке, во кој случај советувате да се отстранат дојките во целост? Само доколку генетска позадина стои? Имаме многу борби во нашата држава. Една од борбите е тоа да дадеме правилна информација и ви благодарам што имам можност да зборувам. Јас би можела многу да зборувам, пак ќе кажам. Како и кај кои пациентки е потребно мастектомија? Многу често се соочувам со пациентки кои што без оправданости, без да имаат генетска основа или без да ја знаат генетската основа, односно наследноста, се одлучуваат кога ќе има диагноза на канцер на едната дојка, се одлучуваат да, како што рече, да вадат се, односно да ги извадат и двете дојки. Повторно, ќе кажам, многу е битно да донесеме одлуки базирани на ризики, на постоечки фактори. Ако пациентката нема наследен фактор, не знаеме дали кој е бенефитот и воопшто таа нема бенефит ако ги извади двете гради. Во тој случај си го третира само стравот, меѓутоа си ја отстранува и женственоста, а тоа воопшто не го ни дискутираме
овде, да речем, на овие простори, женственоста, продолжувањето со животот на жените, особено на сите жени, па и особено на младите жени, враќање во нормала, враќање кон себе си, кон партнерот или семејството. Психолошки пат тоа воопшто не го зборуваме. Меѓутоа, затоа не треба да го третираме стравот. Треба да ја третираме личноста и пациентката. А што е со оние пациентки кои што ќе се одлужат и за реконструктивна хирургија? При тоа, значи, откако ќе се отстрани дојката или за време на истиот так да се стават силиконски импланти или пак накнадно да се направи таква операција. Дали и таа операција зголемува ризик за карцином? Не. Значи, самата операција, примарна реконструкција, велиме, или веднаш во истиот так да се извади, ако е одлучено или ако има индикација дека треба цела дојка да се извади, може да се стави, да се направи одма примарна реконструкција. Во Македонија примарната реконструкција се прави со импланти, со силикони, кои што, ако се постават, не го зголемуваат ризикот од појава повторно на болеста. Едноставно правиме адаптација понатаму на иследувањата. Значи, во тој случај многу е подобро да се прави понатаму следење со магнетна дојка, отколку само со мамографија, или да се адаптира еднаш да биде мамографија, еднаш магнет. Меѓутоа, реконструкцијата на дојка е препорачана, повторно ќе речам, заради тоа што треба да ја гледаме како целина и жената, женственоста на жената, а не само да го гледаме и да го третираме, уште еднаш ќе кажам, стравот. Значи, треба да се зборува за тоа и треба да се размислува. Доколку жената се одлучи или со докторот се договорат, или има индикација повторно да се извади цела дојка, односно да се направи мастектомија, добро е да се направи реконструкција во истиот такт. На тој начин психолошката оптовареност ќе биде помала, на тој начин перцепцијата на жената за себе ќе биде различна, а нема да ни менува во прогнозата и во третманот. Дали после операцијата секогаш кај сите жени е неопходна некаква терапија? Дали тоа ќе биде хемотерапија, имунотерапија, биолошка терапија и слично? Адјувантната, како што реков, онаа терапија после операција, ако пациентката има прв третман, значи и пристап е оперативен, најчесто има потреба од адјувантна терапија, меѓутоа, зависно од стадиумот. Ако е многу ран стадиум и хормон позитивен, зависно од сите фактори кои што ги земаме предвид, дел од пациентките може да бидат поставени само на хормонска терапија. Дел од пациентките ќе бидат кандидати за хемотерапија. Оние кои што се хер позитивни ќе бидат кандидати за биолошка и хемотерапија. Гито пак многу е зависна стадиумот и големината на туморот и присуството на жлезди. Во Македонија нема достапност на геномски тест. Во сите други земји редовно се прават, кој што е многу битен во одлучување на ризикот кој што го има пациентката во однос на и тоа е ризик кој што се пресметува заради генетските мутации во самиот тумор и кој што дава адаптација на терапијата. Значи, кога пациентите добиваат таков геномски тест и кога прават таков геномски тест, многу често можеме да не дадеме и да бидеме сигурни дека не сме погрешиле да не даваме хемотерапија. Тоа значи се зема ткиво од туморот, потоа се анализира гените, мутациите во самиот тумор. Така, и тоа го дава ризикот. Значи, такви тестови се Mama Print, Oncotype, Endopredict, ниеден од тие тестови не е достапен во Македонија. Затоа кажав, имаме ние голема борба од она што нашите пациенти добиваат, а што може да добиваат кога ќе споредиме со други земји. Не само изборувам и во третманот на ран карцином на дојка и во третманот на метастатски карцином на дојка. Ние немаме веќе време, а ни остана уште навистина многу теми. Сосема накратко, кога станува збор за метастатскиот карцином, какви се прогнозите со новите пристапи во лекувањето? Со самото тоа што имаме во ракот на дојка, имаме многу изборна терапија, имаме многу што да даваме, зависно повторно индивидуализирано и персонализирано. Значи, не само хемотерапија, не само хормонска, биолошка, во метастатскиот сетинг можеме да даваме и радиотерапија,
на кој начин ќе го продолжиме животот, ќе ја забавиме прогресијата на болеста или нема да ја менуваме терапијата. Значи, зборувам за радиотерапијата во типот на стереотакса и целно, односно таргетирано зрачење на метастатски промени во мозок, во коски, во бели дробови, кој што е долгогодишен начин на третман во европските земји. Нешто почнуваме, односно веќе почнуваме и во нашата земја да го спроведуваме тоа. Неодамна јас бев на обука во Словенија, се со цел да бидеме подобри за нашите пациенти и во третманот на метастатската болест, односно да ја претвориме во една долга и хронична болест без да влијаеме на квалитетот на животот на пациентите. Доктор, ке ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. На гледачите им предучивте многу важни факти поврзани со оваа болест и начинот на незиното третирање. Ви благодарам на поканата. Имаме уште многу што да зборуваме и секогаш сте на располагање. Ќе дојдете повторно, ќе ве очекувам повторно во Телма амбуланта. Ви благодарам уште еднаш, ким се заблагодарам и на гледачите што не следеа и денеска. Верувам со внимание, почитувани ви посакувам пријатен ден.